Почитувани, добро вечер. Вечерашен гостин во интервју е професорот по музичка уметност и диригент на оркестарот Симфониум при гимназијата Гоце Делчев во Куманово, Филип Петровски. Професоре, добро вечер и добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер и од мене. Благодарност до вашата покана за учество во ова емисија. Класичниот оркестар е она што отсекогаш недостасувало во нашиот град. Како, зошто до ваква идеја да се направи еден ваков оркестар? Обсервирајќи ги сите концерти на нашата кумановска сцена долги години, занимавајќи се со музиката, отсекогаш Куманово имало некоја скриена потреба со некое мало музичко освежување. Токму класичниот звук отсекогаш недостасувало на ова кумановска сцена. Собирајќи некои анализи и податоци од нашите сограѓани, нивните коментари кои се презаситени од таа екс-катедра на сцената, со цело тоа моје искуство и знаење што долги години сум го собирал, одлучив да формирам еден ваков состав кој, како што рековте вие, ќе биде една новина, едно музичко освежување, звучно освежување на сцена, оркестар кој ќе пробуди нови емоции кај слушателите, ќе пружи едно музичко задоволство и слично. Колку време функционира оркестарот? Колку настапи имате зад вас и со каква музика настапувате? Оркестарот скоро година дена, сега на 21-ви еден прв роден ден, и буквално за овој краток период имаме еден галопирачки успех на нашата сцена, каде што зад нас веќе имаме 10 настапи. Почнавме првин со една идеја за патрониот празник на нашето училиште, кој беше малку пролонгиран поради оваа ситуација ради ковид. После тој концерт кој беше доста успешен и беше фузија на повеќе уметности, тука беа вклучени и музиката, и драмата, и балетот, кој помина со доста воодушевување кај публиката, кај нашите колеги, кај самите ученици и слично. Имаше потреба веднаш за една недела да направиме една реприза на самиот настан. По завршување на нашиот патронен празник имавме можност, бевме повикани од општината да настапиме за свечено доделување на награди на нашиот град. Веднаш потоа добивме и покана од општина Крива Паланка, каде што настапивме на културно-планетско лето. Сите тие настани за толку кратко време беа едно мало изненадување и за нас, но одговоривме на висина на самата задача. Имавме успешни и други настапи кои беа пред скоро време. Настапивме и за Erasmus Plus проектот од нашето училиште, направивме едно така свечено отварање на самиот настап и сето тоа помина така со многу пофалби. Така, со каква музика настапувате? Нашиот оркестар пред се репрезентира класичната музика, бидејќи тоа е нешто што недостатува на кумановска сцена, од типот на, досега имаме изведувано делови од познатата опера Кармен, филмска музика Godfather, познатиот филм Кум, имаме шпански танци изведувано Алелуја, Ода на радоста, познати дела од Бетовен, познати дела од Чајковски, познати дела исто така и од Моцарт имаме изведувано на нашата сцена. Свиревме така дела познати унгарски танци од Јоханес Брамс. Македонската музика, земајќи ја во предвид сиот раскош на нашиот Мелос, имам правно исто така аранжмани на познати македонски песни, од кои што си заљубев едно моме. Ја оркестрирав во еден така класичен префинет стил кој што доживеа една така на сцена громогласен аплауз, публиката не остана равнодушна. Сето таа музика, како што реков, класична, сакаме да ја промовираме малку на граѓаните, да дадеме еден нов здив, нови воздушки, нови емоции кои што, како што спомнав, и така како недостасуваат нова кумановска сцена. Така, имав прилика да присуствувам на новогодишниот концерт во Занајчискиот дом и имаше навистина голем аплауз, имаше воздишки насмевки, па дури и солзи. Така, тој момент со солзи беше еден момент за воодушевување кој што самата публика имаше аплауз, крајниот аплауз не вратија исто така на бис, не вратија со аплауз да отсвириме уште едно дело, да повториме уште едно дело што навистина беше за воодушевување. Јас како самиот диригент на оркестарот, исто така тоа беше еден престиж за самите ученици кои што
и те како нели добија мотивација за музицирање во понатамошниот временски период. Така. Кои се плановите за воиднина? Плановите за воиднина, вклучувајќи го и престојниот концерт, поточно патрониот празник кој се наближува, веќе почнавме со нашите припреми. Сакаме исто така да земеме дел учество со една наша иницијатива за така една ренесанса на таа музичка класична култура во Куманово. Нашите што се јубилејни датуми, нашите значени датуми на град Куманово, Свети Кирил и Методи Климент, имаме една иницијатива, една визија, еден план, одредени празници наши македонски што се значени за нас, да ги вклопиме во едно наше сценарио со наша класична музика и сето тоа да прерасне еден ден нели во традиција што од година за година ќе се повторува и сето тоа ќе нараснува и од музички аспект и граѓански аспект, ширејќи една урбана култура, уметничка музичка култура. Какви се плановите, односно организацијата за концертот во чест на виното и љубовта, 14 февруари? Така, во чест на овој концерт пред се сакам да искажам една голема благодарност за една соработка од страна Спорт за култура и фондација кој не пречека со отворени врата, со расширени раце за самите проби, за просторијата, за можноста за соработка. Потоа сакам да искажам една голема благодарност до општина на град Куманово, до нашиот градоначалник, до нашата претседателка Ивана на Совет, до Александар во сектор за образование, кој исто така не причека со отворени раце, има слух за нашите идеи, за нашите настапи, за нашите идни проекти кои што ни даде една голема подршка за нели предстојните настапи. Исто така благодарност до нашата директорка која стои зад нас, зад секој наш настап, за целото тоа вложување во музичкиот кабинет, просторијата од каде што излегува тој класичен звук, таму се нашите проби, за едно вложување во целиот музички кабинет од страна техничка смисла, со инструменти, никогаш претходно не сме имале можност за толкав спектар на техничка опрема. Да се навратиме и да кажеме збор два повеќе за концертот што треба да се одржи во чест на виното и љубовта во понеделник во Занечискиот дом. Во 19:00, како што рековте, во Занечиски дом ќе биде нашиот прв концерт на нашиот оркестар во чест на Свети Трифон, кој сакаме да прерасне во традиција да се повторува секоја наредна година и тоа да биде се помасивно и помасивно. Кога е во прашање програмата за овој концерт, значи имаме одберено еден љубовен репертоар, тоа се љубовни песни, познати македонски љубовни песни кои се преработени за аранжман, за хор, за класичен оркестар. Верувам дека публиката добро ги знае тие песни, но не во ваков аранжман. Значи, како што рековме, целата иницијативата е една новина за град Куманово, со тој спој на класичен со модерен звук кој што ги ветуваме на слушателите дека нема да останат рамнодушни. Нема да ги откривам насловите на песните, сакам тие што ќе дојдат да им биде така предизвикувачки, да дојдат да не слушнат за некои граѓани по прв пат и да уживаат во нашиот репертоар. Нашата цел, нашата визија, нашите планови се овој оркестар генадиски да прерасте во еден општински оркестар кој ќе фигурира на нашата сцена, па и пошироко низ Македонија, па и во странство. Верувам дека тоа не е некој неостварлив сон. Ќе го постигнеме со нашиот ентузијазам, со нашите ученици, нашите музичари. Исто така за овој концерт имав идеја, вклучив и балетски дел кој што еден голем поздрав до Динамик студио, до Тања за една соработка со неја каде што заедно со неја на сцена ќе направиме една целина од музички перформанси. Исто така тука во овој концерт се вклучени и музичари кои се веќе еминентни, веќе изградени музичари од градската музика на град Куманово кој што ни доаѓа кој еден најстар оркестар на овие подречја. Значи имаме гости од страна каде што сакаме да покажеме една музичка целина, една целокупност за нашиот перформанс кој што го спремаме веќе месец дена. Верувам дека ќе се почитуваат протоколите и мерките за COVID-19. Освен поканетите гости, дали ќе има место и за останатите љубители на музиката? Така, со почитување на сите мерки за COVID-19, публиката можеби е ограничена во овој момент, но
ова гостување се со цел да ги поканиме сите гледачи на ТВ+, сите граѓани на нашето Куманово. Можеби салата не е со премногу голем капацитет, но ви ветуваме реприза. Повторно ќе има покана до сите граѓани на град Куманово да можат да го видат, да го запознаат нашиот звук, нашиот оркестар, да уживаат во нашата музика, така да верувам дека ќе има место за сите граѓани на нашите концерти. Филип, ти благодарам за гостувањето во нашата телевизија. Ви посакувам уште многу успешни години и уште многу успешни концерти. Благодарности до вас, до ТВ+, до вашиот тим. Исто така да ги поканам уште еднаш граѓаните на град Куманово да дојдат на концерт во понеделник во 19 часот во Занечиски дом и да уживаат во префинетиот класичен звук на нашиот оркестар. Така, почитувани, ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.